Предлог информацијата од Министерството за животна средина и просторно планирање за ажурираниот национален имплементационен план за редукција и елиминација на презистентните органски загадувачи во Република Македонија вчера беше разгледан и усвоен од страна на владата. Истиот тој план опфаќа и препорачува повеќе акции како наредни чекори за исполнување на обврските кон Стокхолмската конвенција и унапредување на животната средина во доменот на овие хемикалии, како што е спречување на неконтролирано горење отпад на нестандардни депонии, воспоставување контрола при увоз на стара опрема со ризик од хемикалии штетни за здравјето на луѓето и животната средина, формирање и функционирање на собирни центри, центри за третман и преработка на искористени возила, како и други мерки. Како редукцијата и елиминацијата ќе се одрази на работата на фабриките кои произведуваат хемикалии во зимскиот период, како и контролата на нестандардните депонии, како едни од главните аерозагадувачи. Е дел од овој план, но тоа е и дел од мерките кои што се веќе активни, кои што се мерки со кои што се бориме против аерозагадувањето со кое што се соочува Скопје конкретно, Тетово, па и Битола делумно. Вчера Државниот инспекторат за животна средина имаше пресконференција и мислам дека директорот спомна дека они имаат 24 часовно дежурство. Телефонот 193 работи 24 часа, граѓаните на Скопје можат во било кое време да пријават сомнителна појава и во било кое време инспекторите ќе излезат на терен да ја проверат. Во однос тоа се однесува и на дивите депонии и евентуално на некои диви погони. Граѓаните реагираат на интервентните мерки кои се однесуваат на загадувањето во Скопје и кои се спроведуваат од владата. Нивното активирање изминатиот период беше кога последователни 48 часа загадувањето беше енормно. Од владата велат, пред да ја променат уредбата и пред истата да стапи во сила, имале рок од 5 дена последователни, па дури 10 дена за активирање на интервентните мерки. Ние како влада на една од претходните владини седници ја изменивме оваа уредба и сега имаме 2 дена алармирање и истите 2 дена, доколку имаме зголемување на прагот, стапуваат на сила овие интервентни мерки. Ова е целосно во согласно со европската регулатива. Значи не е нешто кое што ние тука сме го направиле автентично, меѓутоа ова е автохтоно на нашата ситуација со која што се соочуваме како земја. Баш поради состојбите во кои што се наоѓаме и бидејќи последнава деценија воопшто не е на ниту еден начин интервенирано Скопје да дише подобро, го направивме ова, го намаливме прагот на толеранција и ги имплементираме овие мерки. Потпаролот на владата на Република Македонија Миле Бошњаковски вели дека интервентните мерки се активираат доколку 2 последователни дена се надмине прагот на загадувањето на 2 мерни станици во Скопје. Со одлуката на влада, Министерството за здравство, Управата за јавно здравје и Министерството за животна средина автоматски ја информираат јавноста дека мерките се на сила. Дополнително, единиците на локална самоуправа на ниво на град Скопје и вонредни мерки имаат преземено. И тоа што е можеби најважно, дека овие мерки го ублажуваат проблемот со аерозагадувањето. Решението е сепак на среднорочен и на долгорочен план. Државниот инспекторат за животна средина потсетува дека граѓаните може да пријават загадувачи, палење оган и опожарување на јавни површини на телефонскиот број 193, кој е отворен 24 часа. Инспекторатот тврди дека веднаш штом добијат пријава на телефонскиот број, инспекторите добиваат налог да направат обиколка на терен и во попладневните часови.